28 октомври 2020 светски ден на џудото. Џудо клубот Кожувчанка, за жал, заради пандемијата со ковид, годинава нема да го прославува со демонстрации спортски на градскиот площад како што беше до сега. Меѓутоа, сепак, еве денес го одбележуваме светскиот ден на џудото со една друга активност. Да, точно е денеска 28 октомври, светски ден на џудото. Тоа е раѓањето на Джигоро Кано, 28 10 1860 година е роден основачот на џудото во светот. По тој повод, сегден во светот, на денешен ден се организира со некакви настапи и демонстрации светскиот ден на џудото. Бидејќи оваа година ние како клуб секоја година овој ден го организиравме со демонстрации на градскиот площад и во спортска сала, со дружење на самите спортисти, со правење на демонстрации, но денеска оваа година поради тоа што проблемот со пандемијата и препораките од Светската џудо асоциација да овој ден го организираме на начин со мотото "Заедно сме посилни". Затоа решивме овој ден денеска да го организираме на начин "Заедно сме посилни", каде што благодарение на нашите спонзори, нашиот долгогодишен спонзор Кожувчанка, тука се нашите партнери што ни помагат, фирмата Златен крап и фирмата Ким, решивме да направиме едни така минимални социјални пакети и денот да го споделиме заедно со социјално ранливите фамилии што се во тиквишијата во нашиот град. Значи, еве тука сме заедно да ги поделиме пакетите, тие луѓе што се тука. Останато сме отпосле додиме да по фамилиите дома да му доставиме пакет, со тоа и да го обележиме денот. Јас само морам да те прашам, колку пандемијата влијаеше годинава на спортскиот дел од џудо клубот Кожувчанка? Па пандемијата премногу влијаеше, затоа што цела година последниот надпревар што се одржа на 8 март 2020 година, после тоа одма требаше наредниот викенд да се одржи државно првенство во Кавадарци, но поради што тога започна пандемијата се не дозволија више здравствените комисии да се организира првенства, каде што направивме голем прекин. Самите деца, тие што се дел од репрезентацијата, индивидуално правеат тренинзи. После од месец септември почнавме со тренинзи на отворено, како што ни беа по препораките од здравствената организација, да мораме со далечина да вежбаме. Моментално бројот упорно ни расте. По план сме да направиме овие денови состанок, да видиме дали да продолжиме со тренинзи или пак да направиме пауза, а веќе во Европа почнаа да се организираат светски купови, каде што прошлиот викенд имаше светски куп во Маѓарска. Овој викенд сега што иде има во Загреб, Хрватска, каде што веќе ќе учествуваат наши тројца надпреварувачи. Али за нас како клуб моментално многу влијае оваа пандемија. Само да ми кажеш уште кои тројца од џудо клубот Кожувчанка ќе учествуваат? Значи, како репрезентација од нашиот клуб во поширокиот состав беше само репрезентативката Благица Колева, али бидејќи се стесни составот, истата отпадна, ќе учествуваат Ерол Шерифовски од џудо клубот Ипон, Јордан Ѓорѓиевски од џудо клубот Миоки и Хамза Јашари од џудо клубот Миоки. Значи, сепак од џудо клубот Кожувчанка, за жал, нема да видиме некој на овие големи надпреварувања. Па да, точно е, Благица беше во поширокиот список кој што го даде
селектор заедно со спортскиот директор, но во консултација од моја страна како тренер со спортскиот директор, бидејќи сметам дека Благица не е спремна во моментов за учество на такво големо такмичење, бидејќи направивме голема пауза не со тренинзи, туку бидејќи речти цела година нема борби и така да ни треба време за да се вратиме во тој ритам, за да учествуваме на такво првенство. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.